Министерката за образование и наука Мила Царовска денеска беше во работна посета на Кочани, каде се сретна со директорите на основните и средните училишта, а оствари и средба со градоначалникот Николчо Илиев. На средбата тие разговараа за тоа каква е состојбата во училиштата во делот на одвивање онлайн настава и настава со физичко присуство. По завршувањето на состанокот во Средното општинско училиште Липчо Сантов Царовска изјави дека е стабилна состојбата во училиштата во Кочани. Наставата се одвива непречено, а задоволство искаже и на податокот дека присуството на учениците кои следат онлайн настава е редовно, со што образовниот процес се одвива според наставната програма. Оно кое што ме радува од посетата на првото училиште е дека наставниците се навистина мотивирани, но исто така градоначалникот во континуитет инвестирал и во подобрување на условите на училиштата, но исто така и во мотивирање и обезбедување на услови за наставниците да држат настава. И токму затоа во ова училиште го добив како информација дека повеќе присуство на час има со онлайн настава отколку минатата година со физичко присуство. Ова укажува дека се направила брза припрема и дека навистина се адаптирале и наставниците и учениците на новото време. Јас би сакала само да потенцирам дека во оваа ситуација не сме затоа што ние сакаме, туку затоа што мораме. И колку побрзо се прилагодиме и училиштата, и наставниците, и учениците, и градоначалниците, толку полесно ќе надминеме ситуацијата. Ова е состојба во која што се наоѓаме денес, но би сакале да наредната учебна година ја започнеме во услови во кои што физичкото присуство како до денес ќе може да се, како до минатата година ќе може да се одржува и понатаму. Но овој процес на онлайн настава, на припрема на наставниот кадар за да одржи онлайн настава, исто така и учениците и прифаќањето на овој тип на настава од страна на учениците е навистина децениски скок во дигитализација на образование. Градоначалникот Николчо Илиев потенцираше дека и покрај пандемијата со COVID-19 сепак нормално се одвиваат сите процеси како наставата, така и инфраструктурните проекти. Посетата на министерката ја искористивме со цел да ја запознаеме за функционирањето на училиштата, за состојбата со заразените и со секако сето она што се случува во образовниот процес. Посебна тема беше секако одвивањето на онлайн наставата, каде што сме информирани од страна на директорите дека присуството задоволува од страна на учениците и дека дури во некои училишта е подобро од тоа што беше физичкото присуство, нешто што радува фактот дека сите го имат сватено оваа состојба повеќе од сериозно, почнувајќи од учениците, а секако наставниот кадар е на вистина на својата задача и се прават огромни напори да на вистина нашите ученици ги добијат потребното знаење. Директорот на Средното општинско училиште Липчо Сантов Игор Христов информираше конкретно за состојбата со одржување на наставниот процес во гимназијата и за реализирање на други инфраструктурни проекти. Целокупно наставата од страна на нашиот наставен кадар се одвива со физичко присуство, без физичко присуство од страна на учениците. Немаме изразити технички проблеми од типот на паѓање на интернет мрежата или во моментот од недостаток на ИКТ технологија. Министерката беше запознаена и со дополнителните проектни активности кои што сакаме да ги реализираме. Во моментот како сме на средина од терените, од спортските терени кои што се во моментот ревитализира, тоа е нестарото кошаркарско игралиште кој што ќе служи за играње на кошарка и на одбојка, како и дополнителен 200 квадратен терен со фитнес опрема кој што првично ќе го користат учениците и наставниот кадар на двете школи со Липчо Сантов Кочани и основното општинско училиште Кирил и Методи, како и спортските клубови кои што котираат во градот и сите рекреативци кои што се расположени за таа намена. Покрај Средното училиште Липчо Сантов, министерката Мила Царовска денеска ги посети и основното училиште Малина Попиванова и музичкото училиште Ристо Јуруков.